Премиерот Христијан Мицкоски најави забрзани реформи во јавната администрација со фокус на дигитализација, професионален кадар, намалување на бирократијата и усогласување со европските стандарди. Целта е институциите да работат брзо, предвидливо и без непотребни процедури што ги оптоваруваат граѓаните. Истовремено, Мицкоски го поддржа стартот на системот Безбеден град, кој во декември ќе испраќа опомени, а од јануари ќе казнува, со намера да се прошири во целата држава. Тој истакна дека е подготвен да се соочи со политички критики ако системот спаси човечки животи, посочувајќи ги бројните прекршоци и неодамнешните трагедии како доказ дека ваквата контрола е неопходна. На рочиштето за пожарот во клубот Пулс, адвокатката на првообвинетиот Дејан Јованов тврдеше дека тој не е виновен и дека одговорноста треба да се бара кај групата ДНК, која наводно незаконски користела пиротехника без да го извести сопственикот. Коцевска рече дека институциите не извршиле контроли и не укажале на пропусти, а Јованов презел сите законски обврски и имал уредна документација. Таа оцени дека обвинението е нејасно и под политички влијанија, најавувајќи дека одбраната ќе докаже дека Јованов не бил свесен за ризиците. Системот Безбеден град во првиот ден регистрирал 110.000 сообраќајни прекршоци во Скопје, меѓу кои 1.000 нерегистрирани возила и 5.000 минувања на црвено, а во 90% од случаите имало пречекорена брзина. Министерот Панче Тошковски истакна дека системот има за цел да го намали бројот на жртви во сообраќајот, дополнувајќи дека во тест периодот се коригираат грешки со погрешно доставени записници. Специјалните возила како брза помош и Министерството за внатрешни работи ќе бидат изземени во одредени услови, но службените возачи и функционерите ќе се казнуваат ако прекршат правила. Странските возила ќе мора да ги платат казните пред влез во Македонија. Тошковски најави и дека системот Safe City може да биде одложен за 1 месец, за да се обезбеди целосна подготвеност и информираност на граѓаните. Вице-премиерот Александар Николовски изјави дека државата вложува големи средства во изградба на модерни и безбедни автопати за да се намали бројот на жртви во сообраќајот. Интензивно се работи на коридорите 8 и 10D, а овој месец се очекува избор на изведувач за автопатот Кичево, Букојчани. Николовски нагласи дека е потребна силна координација со Министерството за внатрешни работи и другите институции, но и промена на свеста кај граѓаните за почитување на правилата. Посочи дека новата инфраструктура, вклучувајќи ги делниците Кичево, Охрид, Букојчани, Гостивар, Тетово, Гостивар и Прилеп, Битола, ќе придонесе за поголема безбедност, но клучна останува културата во сообраќајот. Министерката за образование Весна Јаневска во Брисел истакна дека владата цврсто е посветена на спроведување на стратегијата за паметна специјализација, која треба да ја трансформира земјата во економија базирана на знаење и иновации. Таа соопшти дека од акцискиот план 2024-2025 се реализирани над 80% од обврските, а новиот план за 2026-2027 е во подготовка и ќе ги вклучи препораките на Европската комисија. Јаневска нагласи дека буџетот за наука е речиси удвоен, усвоени се нови закони за иновации и основана е агенцијата Инова. Најави и Национален научно-технолошки парк, чија имплементација треба да стартува во 2026 година. Таа ја истакна силната соработка, чии лаборатории веќе се достапни за македонските научници. Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија целосно ги обнови сместувачките капацитети, вклучувајќи апартман и просторија за преврски, со што се подобрува престојот и третманот на пациентите. Благодарение на донација од 25.000 евра од големата ложа на Македонија, набавена е нова медицинска опрема. Министрот за здравство Азир Алиу ја посети клиниката и се заблагодари за поддршката, истакнувајќи дека ваквите гестови го зајакнуваат јавниот здравствен систем. Министрите Тимчо Муцунски и Орхан Муртезани во Брисел се сретнаа со високата представничка на Европската унија, Каја Калас. На средбата ја потврдија посветеноста на Македонија кон реформите, европската агенда и целосната усогласеност со европската надворешна и безбедносна политика. Нагласија дека поддршката за Украина, регионалната поврзаност и проектите како Коридор 8 се приоритет. Министрите порачаа дека фер и забрзана динамика на преговорите е клучна за кредибилитетот на проширувањето и стабилноста на регионот. Во царинската испостава пошта е поставен нов скенер со вештачка интелигенција кој може да скенира стотици пратки во минута и да открива оружје, дрога и експлозиви. Опремата е донација од Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал во рамки на проектот Хермес 2, а годинава преку испоставата поминале над 100.000 пратки. Властите нагласија дека скенерот ќе овозможи побрзо препознавање сомнителни пакети и поефикасна борба против организиран криминал. При тоа беше најавено и зајакнување на законите за криумчарење делови од оружје. Белградската полиција заплени хероин и кокаин вредни околу 350.000 евра и уапси 42 годишен маж. Дрогата била пронајдена во закопано буре, заедно со опрема за пакување и супстанции за зголемување на масата.
Српскиот министер Ивица Дачик истакна дека ова е дел од серијата рекордни заплени во последните месеци, при што биле одземени 62 кг кокаин и 2 тони марихуана во вредност од 6 милиони евра. Бугарскиот председател Румен Радев повика на оставка на владата и распишување предвремени избори по масовните протести во Софија и други градови против буџетот за 2026 година. Тој изјави дека судирите на протестите биле провокација од мафијата, но дека тоа не го менува фактот дека граѓаните и кажале не на актуелната власт. Радев порача дека единствен излез се оставка и нови избори. Инфлацијата во еврозоната во октомври се намали на 2,1%, што е благо опаѓање во однос на септемвриските 2,2%. Во Европската унија инфлацијата е 2,5%. Кипар, Франција и Италија имаат најниски стапки, додека Романија, Естонија и Латвија се највисоки. Инфлацијата паднала во 15 земји, а најголем придонес за растот доаѓа од услугите, храната и индустриските производи. Енергијата бележи благ пад, што го потврдува трендот на стабилизација. Белгиската полиција ја приведе поранешната висока представничка на Европската унија, Федерика Могерини, во истрага за наводна финансиска измама поврзана со Колеџот на Европа и Европската служба за надворешни активности. Могерини, која е ректор на Колеџот на Европа, била уапсена во Брисел. Белгиските власти засега не откриваат дополнителни детали додека истрагата е во тек. Инаку Федерика Могерини во македонската јавност е позната во улогата која имаше во периодот на потпишувањето на Преспанскиот договор и промената на името. 12 нови жолти канти за рециклирање во центар со подигнати тупаници зад нив станаа символ на акциите за чистење во Скопје, но и на една поголема приказна. За опрема вредна 1,5 милион евра што речиси никаде не се користи за вистинска селекција на отпад. Министерството за животна средина лани купи над 30.000 канти и над 3.000 контејнери од парите собрани од поскапувањето на пластичните кеси. Идејата беше општините да воспостават систем за рециклирање, но во пракса тоа не се случи. Контејнерите се набавени со дизајн речиси идентичен на контејнерите за мешан отпад, па граѓаните фрлаат каде што ќе стигнат. Пакомак уште во старт предупреди дека треба иглоконтејнери со мал отвор, но советот не беше прифатен. Дел од општините, како кавадарци, самостојно направија нови контејнери со решетки, додека донацијата од државата ја користат за обичен смет. Повеќето општини ја префрлаат вината на државата или на нефункционалниот систем, од недовршените регионални депонии до недостаток на капацитети за преработка. Во Скопје системот дополнително е блокиран затоа што општините не смеат да постават канти без одобрување од комунална хигиена, па дел од опремата собира прашина по магацини и се користи само во предизборни акции за чистење. Иако повеќето општини имаат договори со колективни постапувачи, реална селекција речиси и да нема. Мал напредок има само во Гази Баба, каде што 53 канти се поделени по домакинствата и веќе е собрана првата селектирана пластика.